Добро утро, добар ден, вашите 5 минути. Благодарам, среќна нова година, се најубаво, нормално, весела атмосфера по домовите. И одиме со два вицеви, еден за децата, еден за повозрастните. Преднос имаат секогаш децата, па пред некој ден во едно училиште наставничката на учениците им кажува дека не би требало да се бакнуваат, бидејќи преку бакнежите се пренесува заразата, а еден ученик од задниот ред станува и вели: точно наставнички, пред 2 недели тетка ми го бакна кучето, вчера ни псови се, вели. И втората работа е пак на тема дочек на нова година. Со еден пријател разговарав пред некој ден, а сите се прашувавме кај ќе одиш, што ќе одиш. Каде за нова година? Вели, пак ќе одам во Кина. А што велам, лани беше? Не, вели, лани ми се одеше, ама не отидох. И одиме со 20 на зборови, ја се надевам дека ќе се допадат на гледачите нивното литературно значење. Зборови што ги користиме во секојдневието, по ново што би значило телепатија. Телепатија. Да ти цркне кравата и тело да пати после тоа. Арамија. Ара папагал со мијачко потекло. Или маркантна личност. Имаме сега доста маркантни личности. Тоа е човек што работи за марки. Маркантен. Или ако се фали многу, ќе биде фаличен човек. Ако има многу пари, значи јак со мани, манијак. Манијак, нормално. Ако па кога зборува плука помалце, ќе кажеме дека човекот течно зборува. Или ако некого го мазиш, а него фаќа хистерија, тоа е мазохиста. Мазохиста, нормално. Или па некој, кој е светски човек? Човек што има глава како глобус. Светски човек. Како што е, например, нема глава како глобус, но е светски човек Клинтон. Сега што би значило Клинтон? Да ти удрат клин и да го изгубиш тонот. Нормално, Клинтон. Или ако некој од овие личности пак се додворува на стари женски, ќе го наречеме антиквар. Антиквар. А ако па некоја стара девојка извиси фраерот, ќе биде висибаба. Висибаба. Или девојка што иде од маса на маса, така, навечер, во ресторант, масерка. Или некој студент, например, ако студира воредно, редовно паѓа. Тоа е феномен. Феномен. Кој мисли со леснотија, значи лекомислен човек. Мисли со леснотија. Како, например, некој ако го изгубил спорот со Абзел, останал Абдал. Абзел, Абдал. А абнормален пак е прв братучет на Абдал. И сега ако некој од тие е помошник директор на цигански или ромски, нормално ќе речеме опреваранти резерва. Опреваранти резерва. И за крај нормално човек кој си прави вицеви на собствена жиро сметка е хуморист. Благодарам за тоа. Да погледнеме, почитувани гледачи, во продолжение инсерт од филмот Ајде да играме со легендарниот Фред Астер, снимен далечната 1950 година. Режија, музика.